Ја следите емисијава на Радио Македонски корени, почитувани. Пред интервјуто со господинот Јани Бојаджи ви нудиме песна за смртта на Гоце Делчев. Останете со нас. Токму така, покрај оваа песна има и една кратка сторија за Гоце Делчев, а веднаш после оваа песна ќе го започнеме интервјуто, бидејќи со Бети го приметивме веќе господинот Бојаджи е во чекалната на Македонски корени. Поздрав за сите вас. Абревие кукушане, што сте толку нажалени, што сте толку нажалени и с очи насълзени. Как да не сме разплакани, нажалени. Вчера вечер чудо стана, Гоце Делчов убит падна. Глас се чуја од Солуна, до Кукуша, од Солуна до Кукуша, од Кукуша до Битолско. Гоце. Гоце беше апостолот. Нели така се веле за онија човек кој носа абер некој? Нов, арена бершо се веле. Оти и друзи даскале преди и после Гоце имало, шо бил голем даскал на организацијата. И били се шо се веле јарни луде, а и некој Афиф, разбираш. Афиф, не јарни за народни правдини. Ја. И за тие човеци разни работи се и кажувало. Ама за Гоце да се рече нешто виран, сакан, не може да биде. И кај бидело тоа зло, там баница, подалеку од нас, там Дурсерско, нашиот крај се е чујало веднага, да не кажам, истата вечер од кај бај Гоце убит паднат. Голема жала била. У секој аден кукушанач се веле таква жала била, като кога на секој домашен некој свој човек му е поминал. И у секој кашта се и желило и 3, и 9, а негде и 40 дена дури. Затова и ден денешен думата помни ми ја Гоце Делчов прв пред всички ќе биде, ќе се помне и славе. Зашо? Еде кажувам, и друзи даскале преди и после него имало. Ама ако ти Гоце, никој. Почитувани, вие ја гледате и слушате Македонски корени со вашите домакини Јони, Бети, Треновски. Во следниве минути ќе разговараме со нашиот и ваш гостин, режисерот, сценарист и продуцент на Бистра вода Јани Бојаджи. Време е да го поканиме нашиот и ваш гостин, господинот Бојаджи, да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со линкот. Господине Бојаджи, ако се слушаме, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добро ви најдов. Ви благодарам Бети и тебе Јон што ме поканивте, што имам можност да бидам дел од вашата емисија. Добро ви утро од мене, господине Бојаджи. Ви благодариме што прифативте поканата и не удостоивте не само нас, туку и сите слушатели и гледачи на Македонски корени. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите слушатели и гледачи од целиот свет, од каде што до каде што има македонци, но и подржувачи на нашиот род македонски. Јас уште еднаш ви благодарам. Вие знаете, јас не крием дека секојаш прифаќам покани кога ме бараат и силниците од Европа и од преку морињата, нели?
така се вика тоа, вие сте преку морето. Так. И ви благодарам од се срце. Јас уште еднаш ќе кажам, имав среќа пред 3-4 години да бидам во Австралија. Да, тогаш имавме едно интервју со вас. Да, на покана и во организација на вас, на македонците од Австралија. И заминав на 3 март од Македонија во така една исклучително комплицирана животна и духовна состојба, буквално, како се вика, разочаран од се што се случува тука. И после 3 месеци се вратив од Австралија како сосема нов човек. Буквално ме научивте на работи кои сум ги заборавил овде. Ми вративте вербата, достоинството, на желбата да се работи, да се бори, да се создава за Македонија. Така да ви благодарам да сте живи и здрави. Ете, ако сега нешто, нели, како се вика, воопшто правам и сум дел од нешто, тогаш тоа во суштина е последица на вас. Така да ви благодарам од се срце. Ми беше чест и нам таа средба. Так, господине Бојаджи, пред да проговориме за најновото ваше дело Бистра вода, за кое се зборува од поодамна, сакам да проговориме за една друга тема, мислам дека нема да имате против. Припремајќи се за денешново интервју со Бети, интервју со вас, наидовме на еден видеоклип кој ни го задржа вниманието. Во тој видеоклип е поместена една песна за Гоце Делчев како една сторија за Гоце Делчев, што претходно имавме можност да видиме, да слушниме, не само ние овде во студиото, но и сите оние кои што се заедно со нас, бито и оние кои што ќе не гледаат покасно. Ќе сакате ли да ни ја раскажете приказната за овој видеоклип, кој клип и понатака ќе остане како трајно национално богатство? Каде, кога и како дојдовте до овој текст на песната, но и до идејата на ваков начин да го оживеете ова национално богатство? Па на идејата и мотивацијата да се направи нешто за Гоце Делчев е за мене нешто најисконско и најприродно, затоа што јас потекнувам од семејство на емигранти од Егејска Македонија, дојдени во Вардарска Македонија, после граѓанската војна во Грција, 54 година, и моите потекнуваат од Кукушко. И тие со себе си ги имаат донесено приказните за Гоце Делчев и таа љубов кон хероите, кон историјата, кон приказните, кон Македонија, природно ни ја пренесува на нас, на децата, нели? И дел од нас кои останавме да се развиваме, нели, по оној пат, нели, во некакви општествени сфери, во образование, култура, уметност, сосема природно сакавме да раскажеме една приказна за себе си, за сопствените корени, за тоа кои сме ние. И Гоце Делчев беше приказната која онака сосема, нели, разбирливо доминираше над се. И така една група на уметници, тоа е пред 15, може и 20 години сега, решивме на тогаш јас се уште живеев и работев во Струмица, во Струмичкиот театар, да направиме една театарска представа која ќе биде инспирирана од Гоце Делчев. И така ја направивме представата која се викаше Змеј Горјанин, кој е еден од синонимите за Гоце Делчев. Знаете, Гоце Делчев имал едно име и презиме, или Гоце Делчев, Ѓорги Делчев, но тој имал многу синоними со кои народот го овенчал Гоце Делчев. Меѓу другото, ние го откривме и синонимот, нели, за него дека е змеј. Змеј како митско суштество кое е силно и кое е подготвено да се бори, нели, со сите неправди. И истражувајќи за самата представа, повторно во Струмица и во околината, посебно меѓу емигранти од Егејска Македонија од Кукушко, дојдовме на таа песна која прв пат ја има објавено доктор Коста Пеев во неговата книга Кукушкиот говор. Ние ја најдовме таа песна како текст, но ја немавме мелодијата. И можеби 2-3 години како да кажам, се движевме низ таа идеја дали да ја користиме песната, затоа што немавме мелодија.
И долго време истражувавме дали некој воопште ја знае таа песна, затоа што доктор Коста Пеев ја запишал пред 100 години песната, како текст. И случајно еден ден не посочија кај учителот Симо Минов од село Иловица, тоа е едно место покрај Струмица, каде што живеат многу доселеници од Егејска Македонија, од Кукуш и од Кукушко. И отидовме со огромна радост, но со огромна скепса, нели, дали учителот Симо Минов од село Иловица ја знае песната и не примија, нели, претпоставувате ли како, со какво воодушевување. Седнавме и му викаме, учителе, ние сме дојдени за тоа и тоа. Он вика, ништо полесно, јас знам песната. Го вклучив мобилниот телефон, ја испеа во еден здив, плачејки буквално песната за Гоце и така ја добивме мелодијата за песната. И за нас тоа беше огромна радост, не знам како да ви кажам, тоа е кога археолозите истражуваат некој древен град од пред 2-3 години, нели, и ќе најдат некакво делче, не знам, некакво парче гранчарија или некаков метален прстен, нели, и врзосо на тоа градат цела една приказна, така и ние уметниците се радувавме, нели, на тоа дека најпосле ја откривме мелодијата за песната, која долги години знаевме дека постоја, неравме. И потоа Ване Јовчев од групата Синтезис, композиторот, пианистот на групата Синтезис, кој исто така потекнува од Кукушко, од Егејска Македонија. Опиже коцките. Да, така е. И кога ја слушна информацијата од мене дека имаме мелодијата Скокна до небо и кажа јас ќе го направам аранжманот, и тој се нафати, го направи аранжманот, ја правеше музиката за представата, неговата сестра Сузана Јовчева за прв пат ја отпеа песната. И така стасавме, нели, до таа песна, која потоа ние од представата тргнавме да правиме игран филм на филмска лента на 16 мм, но се откажавме затоа што немавме пари да продолжиме повеќе со филмот, затоа што и тогаш, па и сега воопшто финансирањето на такви проекти во Македонија е многу комплицирано, посебно државни фондови, затоа што и тогаш и сега државата не сакаше да се зборува за тие работи. Има анимозитет против тоа да конзервираме такви вредности, но ние голем дел од тие приказни конзервиравме и ги имаме на 16 мм филмска лента како национално богатство. И јас стално кажам, ги чувам дома негативите, не име местото дома, затоа што немам адекватни услови да ги чувам, но се надам дека ќе се променат околностите и дека на Националната кинотека на Македонија ќе ги прибере еден ден тие материјали, затоа што мене лично не ми требаат, нели? Од народот за народот, мене шокираат. Ете, тоа е приказнат за Гоце Делчев и, нели, само за да довршам до крај, треба да разбереме една работа, дека Гоце Делчев станал легенда додека бил жив. Знаете, вообичаено луѓето, нели, после смртта. Да, после смртта заминуваат, нели, од земниот живот во легендите. Гоце Делчев бил легенда додека бил жив. Гоце Делчев умира на 31 година. Можете ли да замислите колку бил млад? Нели? Исус Христос умира на 30 години, нели? Гоце Делчев умира на 31 година. И во тој исклучително краток живот, тој постигнал толку многу што гледате денеска ние имаме оддек од тоа. Ние се уште зборуваме со воодушевување, со љубов за Гоце Делчев. И тоа е така затоа што легендата за Гоце Делчев ја направил народот. Не политичари, не систем на образование, не пропаганда, нели, туку народот го препознал својот херој, својот јунак, својата легенда и за вечни времиња го конзервирал на пиедестал. Практично Гоце Делчев за нас денес е врвот, нели, на националниот романтизам. Гоце Делчев и понатамо сите други. Така, ние со Бети пред 3-4 недели започнавме со една монодрама
во 9 делови за Гоце Делчев и одлична е примена, баш се поклопуваат сите овие работи. Сега ги кажавте, а ние веќе денеска ми се чини дека ќе биде четвртиот дел од таа монодрама. Многу ми е драго. Многу ми е драго, за Гоце Делчев има многу да се зборува. Знаете, имаше, јас се сеќавам во мојата младост, додека бев средношколец и млад човек, знаете, кога си млад, сосема е разбирливо човек да биде бунтовен, нели, да се обидува да негира тоа што било правено пред него. Тоа е природно и потребно, нели? Треба младите секојаш, нели, да ги преиспитуваат вредностите. Не постои друг начин како да се развива светот. И ние тогаш како млади луѓе сме ги доведувале во прашање, како се вика, подвизите, нели, воопшто целото на дело на Гоце Делчев, и човечко, и револуционерно секако. Но потоа кога студирав во Бугарија, го открив практично творештвото кое е создавано додека Гоце Делчев бил жив и веднаш после неговата смрт од многу автори, но посебно знаете дека Пео Јаворов, големиот бугарски поет, е неговиот биограф, човекот кој пракшно бил и на последното патување заедно со него, и запишал работи за Гоце Делчев кој ден денеска е се додека ви кажувам, како се вика, треперам, затоа што знаете, например, за што станувало збор. Например, ако се знаело дека сега импровизирам на Петров ден, Гоце Делчев требало да биде во Серско, неколку недели однапред, млади девојки, млади моми од целата околија ја подготвувале својата најнова свечена облека, правеле венци, кошници, собирале овошје и храна за да отидат да се сретнат со Гоце Делчев. Значи, средбата со Гоце Делчев, средбата со Гоце Делчев било на ниво, не знам како да ги кажам, значи на култ, како сега нели за да направам споредба, како што младите во Македонија сакаат да се сретнат со Тоше Проевски. Да. Значи, ако за младите во Македонија нели за една генерација со времена Тоше Проевски беше легенда, и иста таква легенда, значи на ниво на рок звезда, сега да не бидам разбран погрешно, бил самиот Гоце Делчев. И сега нели ние треба тоа да го почитуваме, треба да го афирмираме, треба да зборуваме, за да не мислиме дека светот почнал од нас. Тоа е многу важно. Господине Бојаджи, пред да продолжиме, дозволете за нашите гледачи и слушатели да пуштиме еден краток видеоклип. Стоп, да, супер, одлично. Ова што го видовме и што го слушнавме е дел од снимањето на македонската драмска криминалистичка серија Бистра вода во ваша режија. Снимањето на овој серијски филм е веќе завршено. Пред некој ден во Cineplex имавте и светска премиера на првата епизода, но само за одредена категорија. А утре ќе биде премиерно прикажувањето и ќе се најде на телевизија Алфа, но и на Кинемое. Кажете ни нешто повеќе за ова и за ова филмска серија. Како дојдовте до идејата, кој беше главниот мотив, кој го напиша сценариото, текстот, дали оваа серија е заснована на вистински случувања и секако какво е вашето чувство после напорната работа? Ви благодарам многу прашања и ќе се обидам да одговорам на сите. Ако нешто заборавам, ќе ме потсетите. Ќе ме потсетиме, така. Ако памтиме. Да. Вака, значи, Бистра вода е играна серија,
Таа е криминалистичка, драмска, мелодрамска серија, современа серија, составена од 18 епизоди. Тоа е она што го нарекуваат во Австралија TV шоу. Има 18 епизоди, околу 52-53 минути трае секоја епизода. И тоа така прилично обемно, составена од 2 сезони кои ќе одат веднаш една покрај друга. Првата сезона е 10 епизоди, втората сезона е 8 епизоди. Серијата ќе почне да се емитува од утре, практично од 5 март, на два медиуми. Едниот медиум е телевизија Алфа, кој е еден од копродуцентите на серијата, и другиот медиум е платформата Кинемое. Станува збор за еден ентузијазам на нас десетина луѓе, филмаджи, уметници, кои се собравме околу една идеја да имаме платформа. Тоа е по примерот на Netflix, сега да знаат од прилика гледачите за што станува збор, но платформа која нема да емитува туги филмови, да кажеме туги содржини, српски, хрватски, бугарски, американски, француски, европски и така натаму, туку само исклучиво и единствено македонска продукција, со цел тоа да биде место каде што ќе можат, како се вика, да се дистрибуираат програми, но да се собираат средства и повторно да се произведуваат. Значи, идејата е да создадеме една продукција која во голем дел ќе се самофинансира. И ова ентузијазам за прв пат се прави во Македонија, но како и за се друго кој на почетокот изгледало дека е далечно и неостварливо, ние сме убедени дека ако човек се потруди, ако е посветен на тоа, ако сака да го прави, ќе го направи. Така беше и со Бистра вода. Идејата за Бистра вода е стара повеќе од 10 години. Ние пред 10 години имаше конкурс тогаш на Агенцијата за филм, која финансираше сакаше да финансира три играни телевизиски серии, и тогаш ние конкуриравме и на тој конкурс ние бевме единствени кои не добивме на помош од државата. Тогаш победија сериите Македонија, која никогаш не се сними, серијата Црвениот поет, која се сними, никогаш не е реализирана. Ние бевме единствени кои бевме одбиени, но сами успеавме да собереме средства и еве сега после 10 години да ја снимиме серијата. И ја снимивме. И многу се радувам заради тоа, затоа што за разлика од многуте, ајде да кажеме, филмови и серии во Македонија, кои се баваат со теми за кои се интересира еден многу мал и исклучително ограничен круг на луѓе, Бистра вода е серија која е инспирирана од реалноста, од живиот живот во Македонија, но и во диаспората. Затоа што за мене, за нас, за луѓето кои правевме Бистра вода, Македонија не е само Република Македонија. Напротив, веќе еден мал дел од Македонија е Република Македонија. И во тој смисол внимававме многу во однос на тоа да, освен тоа што ќе се занимава самата серија со теми кои и настани луѓе кои живееле или живеат тука во Македонија, тука и со теми кои навистина интересираат и диаспората во Европа и преку морињата. Така да еве сосема на кратко јас ќе се обидам да раскажам за што станува збор. Се работи за една приказна за двајца другари од детство, кои во далечна 1977 година, кога во Македонија, во тогашна Југославија се уште било социјализам, кога биле 17 годишни тинејџери во гимназијата во Скопје, се обидуваат да отпечатат летоци и да ги расфрлат на големиот одмор во гимназијата. Летоците повикувале на ослободување на Македонија од рамките на Југославија и создавање на независна македонска држава. Едниот од тие двајца другари, Арсен, ќе го, како се кога, цинкари другиот другар Александар, вечерта пред денот да се случи тоа, и така го апсат тој Александар,
кој тогаш е 17 годишен, и тоа е според еден вистински настан кој ми случил на еден човек, но бидејќи е малолетен не можат да го судат, и под притисок на Amnesty International го чуваат во куќен притвор, но со помош на пријатели Арсен Александар прво емигрира во Грција, од Грција во Бразил, како 18 годишен, од Бразил во Канада, таму се образува, станува рударски инженер, основа своја рударска компанија, станува многу богат човек и после 45 години на денот на смртта на неговиот брат близнак во Скопје се враќа во Македонија со цел повторно да го обедини семејството кое во меѓувреме заради околностите во Македонија е растурено на парам парче. И ова е на кратко приказната ќе зборува за еден македонец кој ќе се врати од Канада, од диаспората, и ќе дојде како успешен, образован и богат човек со цел да го обедини семејството, нели, во вредностите кои се нормални за цел свет, освен за Македонија. Тоа се вредностите на љубов, разбирање, семејна солидарност, на братство, на живот заеднички меѓугенерацијски, на почитување на себе си, на блиските, на татковината, на природата, на Бог и така натаму и така натаму. Воопшто зборуваме за вредности, нели, кои се позитивни наспроти другите вредности, затоа што како тој Александар заминал пред 45 години од Македонија, отишол во светот и навистина станал добар човек, тој кој останал во Македонија, Арсен, друго детство, станал зло. Тој човек кој станал олигарх, го приграбил општественото богатство за себе си, приватизирал фабрики, оставил стотици илјади луѓе на улица, уништил семејства, создал тој луѓето како него, нели, практично оставили луѓе на улица кои морале да се сногиат како знаат и умеат да живеат во социјална немилост и да бегаат по светот. И тој човек, нели, во едно такво општо зло кој го создавал, нели, освен светот околу него, ја растурил и сопствената фамилија, што е нормално, нели? Так. И така да, ние во 18 епизоди ќе се соочиме со борбата помеѓу две семејства, едното кое се обединува во вистинските вредности и другото кое се разединува во криминал, корупција, проституција, меѓусебна борба, нетрпеливост, антагонизми и така натаму и така натаму. Вие рековте дека ова филмска серија има 18 епизоди. Каде се снимаше претежно оваа филмска серија и дали во оваа серија ќе бидат представени криминалот и високата политика? Вие нешто начнавте. Кој е главниот лик во Бистра вода и која е приказната што тој ќе ни ја раскаже во текот на серијата? И ќе сакате ли да ни откриете дел од приказната во првата епизода, ако не е тајна? Секако не е тајна, ќе ви откриам, затоа што ќе ви кажем како можете гледачите во диаспората, или и во Европа и преку морињето, Австралија да ја гледат серијата, ќе има можност на платформата Кине Моје. Видете, како се кажам, да, самата серија е инспирирана од реалноста во Македонија. И, нели, во Македонија, како и насекаде во светот, има и криминал, и корупција, и висока политика, и ние тој криминал, таа корупција и таа висока политика ја гледаме секој ден, нели, на вестите. И тој свет е околу нас. Тој свет е невидлив затоа што никој не сака да зборува за тоа. Знаете, луѓето живеат во страв, се плашат, нели? Тоа се луѓе кои се мокници, кои видовме дека, нели, ги заштитуваат, дури, нели, и нели, држави од странство, странски влади, нели, стојат зад нив, стојат зад криминалот, корупцијата. Да не се лажеме, тоа се луѓето кои се одговорни и кои ја урнисаат државата, ја урнисаат нацијата. Јас за тоа немам никакви дилеми, нели? Тој кој го поседува капиталот и тој кој што ја креира политиката ја има апсолутната одговорност. Знаете, не може обичен човек кој никогаш, нели, немал можности да влие врз општеството, да барате од него одговорност. Нели? Тоа е нонсенс. Тоа е неприфатливо. И воопшто ние во серијата, да, ќе покажеме корупција, ќе препознаат гледачите, како се вика, и од едната и од другата страна. Затоа што, за жал,
во Македонија политичките и општествените елити, затоа што во Македонија, знаете, сето оно што се случи не е само последица на одлуки и начин на кој се однесуваат политичарите, туку и интелектуалците, универзитетските професори, уметниците. Знаете, не може вие да бидете универзитетски наставник, да предавате на државен универзитет, а да бидете незаинтересирани за светот околу вас. Па зашто ве образовал овој народ? Нели? Ако сте вие наставник од областа на екологијата, тогаш да, треба да зборувате дека не е добро да се загадува околината, дека дали треба да ја пазиме природата и така натаму и така натаму. И воопшто во Македонија, како се вика, никој не треба да биде ослободен од одговорност за сето она што ни се случи, нели? И воопшто ни серијата ние ќе се обидеме, нели, да покажеме и ќе покажеме различни типови на луѓе кои на еден или друг начин, нели, ја создавале реалноста во Македонија таква каква што е. Се разбира, во серијата има и љубов, разбирање, меѓусебна поддршка. Имаме едно прекрасно семејство кое ќе се најде во немилост со еден татко кој е хендикепиран, кој после мозочен удар живе во количка и неподвижен, а неговиот малолетен син, тинејџер и неговата повозрасна ќерка се грижат за него со огромна љубов. Затоа што во Македонија нема само криминал и корупција и зло, има и убавини, ќе видите. За прв пат ќе можат македонците во Македонија, за жал, и како се вика, и надвор, да ја видат Македонија, Скопје да го видат низ целата убавина, да видат многу природни реткости, ќе видат многу убави кадри од планини, реки, езера. Се обидуваме малку да зборуваме и за традицијата, нели, освен за како изгледа современа Македонија. Се на се станува збор за серија која ќе зборува за нас, такви какви што сме. Знаете, мора да се соочиме со реалноста за тоа што сме, мораме, нели, да ја погледнеме стварноста, да ја критикуваме, ако сакаме да ја промениме на подобро. Ако се молчи, ако ги ставаме, нели, проблемите под тепих, така не се решаваат проблеми, нели, така едно општество не може да се развива напред. Така да ние со серијата, така се каже, уметниците, луѓето од културата, не сите, затоа што гледачите ќе препознаат кои сме ние, кои сме дел од оваа серија, нели? Го даваме својот придонес, нели, нели, кон општеството. Ние тоа знаеме, нели, нашата работа е уметноста и преку јазикот на уметноста да ќе се обидеме, нели, да зборуваме за се. Така. Првата епизода? Првата епизода Кратко. Практично е, да, се извинувам. Првата епизода е наречена Свечено отворање и првата епизода почува на денот кога во Скопје се отвора свечено најголемиот и најновиот хотел. Гледачите веднаш ќе сватат, нели, зашто станува збор. Хотел кој патем изграден на семејните бавчи на семејството Пандоспанџиеви, кои тие криминалци со измама ги грабнуваат од братот на Александар Димитар и на местото на семејните бавчи, кои биле национализирани во времето на комунизмот, го градат тој хотел во центарот на Скопје, кој хотел е иницијација, нели, за ова, како се вика, за сите, нели, проблеми, нели, и криминали кои потоа се движат низ на нашата приказна. И во првата серија го имаме моментот кога едниот брат близнак, Димитар, е убиен, а другиот брат, Александар, се враќа од Канада. Значи, во ист момент. Но тие ќе се разминат во еден час. Практично нема да можат да се видат, иако се разделиле пред 45 години. И никогаш повеќе не се видат. И ќе се буквално во еден час ќе се разминат и нема да можат да се сретнат. И на Александар, кој доаѓа од Канада, после 45 години, полека ќе почнат да ги открива причините низ 18 епизоди, зошто неговиот брат близнак Димитар е убиен. И ќе навлезе во
ќе навлезе во тоа што се случувало со неговото семејство во овие 45 години додека тој бил надвор од Македонија. Господине Бојаджи, на кого му ја дадовте директорската доверба за фотографија, а на кого за музиката? Кои се другите глумци кои учествуваа во оваа серија и ако сакате по неколку зборови за нивните улоги, ако не за сите, барем за дел од нив. Дали со овој проект ја тргнавте до сегашната етикета дека македонците не се кадарни за да направат домашен производ? Знаете, ќе почнем од назад, дека многу стигми и многу етикети, меѓу другото и тоа дека сме некадарни, неспособни, не бива за ништо, дека ние сме македонче, дека не знаеме, дека другите треба да ни кажат како треба, е дел од пропагандата во која ние сме живеели и се уште живееме. И ние треба да видиме на чисто дека таа пропаганда не е случајна. Станува збор за организиран систем кој е протнат на секаде во општеството, во културата, во уметноста, во бизнисот, во спортот, на секаде. И кога вие раѓате деца, и кога ги одгледувате тие деца се возрастни во една таква средина, во една таква природа, во една таква стигма дека тие се неспособни, што може да очекувате од тие? Нели? Може да очекувате катастрофа. А ние навистина, освен тоа што сакаме, нели, да твориме како уметници, нели, бидејќи тоа е основниот порив на уметникот, да создава дела, да твори, сакаме да покажеме дека знаеме и можеме сами. Во време кога Столе Попов, кој направи чест и дојде на светската премиера во Синеплекс, ми напише една кратка порака и многу го дефинира сето тоа, кажа: во време кога најголемите душмани на Македонија не даваат во земја ни треба да никне, вие сте снимиле 18 епизоди по 50 минути. И ние тоа го направивме, да ви кажам најотворено, со исклучителна леснотија, со љубов. Беше радост секој ден да се оди на снимање. Ова е професија која е динамична и која вообичаено луѓето се замерат за едно, за друго, за трето. Ние имавме 75 дена снимање во сред лето во Македонија на 50 степени во една перфектна, совршена, креативна и работна атмосфера. Повеќе од 200 луѓе беа вклучени во снимањето на серијата. И сите тоа го правеа со љубов, со желба, со мотивација и го направивме и навистина, како се вика, еве, докажуваме дека етикетите и стигмите не бива, дека ние не знаеме, се неточни, се лаги и пропаганда. И нема потреба да веруваме во тоа, затоа што на крајот на краишта, знаете, таа етикета е возможна во Македонија, може би, истина. Ама невозможна е во Австралија, во Канада, во Америка, во Швајцарија, во Германија, каде што имам среќа или имав среќа, нели, да го проштам светот, да сретнам многу македонци. Тој што го бива и никој ништо не му може. Така да, јас лично не верувам во тоа, но ете, беше важно, секако, гледате се, факт е дека во Македонија има летаргија, има огромно разочарување. Јас морам да бидам реален, нели, во однос на тоа. И ако ние со ова што го правиме малку придонесеме во однос на тоа да го вратиме духот, вербата да ја вратиме, нели, во себе си, нели, тогаш сме направиле многу, нели? Затоа што првиот чекор кон подобро е човек да почне да верува дека има подобро, нели? Во моментот кога ќе поверувате дека има подобро, полека, чекор по чекор, ќе ги поминете тешкотиите, но ќе стасате до подобро. И само уште, нели, уште тоа, не знам колку време имаме, да не заборам, на платформата Кинемое, значи серијата од утре, од некаде после 20. Ќе споруваме за тоа покасно малку. Да. Повелете, јас се Има само за некој од глумците, ако сакате да не кажете улог. Учествува во оваа драмска серија. Да, гледайте се. Значи, во Бистра вода учествуваат најдобрите. Кога ќе видите актерската екипа, ќе видите те имиња,
тие лица на најпознатите и најдобрите македонски актери, навистина треба нели да ни стане јасно за што станува збор. Морам да кажам дека во првата секунда кога решивме да го правиме ова и кога го направивме така наречениот кастинг на поважните улоги, сите се согласија со огромно задоволство да го работат тоа, дури и за многу помали хонорари отколку што се вообичаените. Значи, го работеа со желба, со љубов. Потоа беа финансиите, нели, и другите работи. Така да ние сега имаме серија во која имаме, така се каже, македонската актерска репрезентација. Супер. Симеон Мони Дамевски, Владо Јовановски, Мете Јовановски, Јелена Жугич, Дејан Лилич, Роберт Велјановски, Ирена Илиевска, да не заборавам, ќе заборавам многу луѓе. Повеќе од 70 актери имаме во средата. Васил Зафирчев, ја имаме буквално македонската актерска репрезентација во средата. Да, инаку да ви кажам една работа, она што најмногу се радуваме сега, нели, кога веќе ја гледаме средата готова, е тоа што имаме многу млади актери кои едни од нив се дури и трета и четврта година се уште студенти. Имаме актер кој е средношколец, Петар Манич, кој блескав во серијата. Потоа имаме една актерка кој додека снимавме беше прва година студент на факултетот за драмски уметности, па моравме да бараме посебни дозволи за да може да работи со нас. Но имаме исто така блескави млади актери по 22, 23, 4 години кои се најдоброто во серијата и многу се радувам за тоа, затоа што ќе можат македонците да видат едни млади, исклучително талентирани луѓе и да престанеме да занимаваме со тоа дека не бива. Ќе ни покажат 15 годишни деца, колку не бива, 19 годишни, 23 годишни, 25 годишни, дека не бива и верувајте ми, 5 пари не даваат. Тие знаат дека ги бива, знаат дека можат, знаат дека се способни и воопшто не веруваат на пропагандата, на лагите и на стигмата дека се некадарни. Фала му на Бога, тоа се генерации кои знаат што прават и тоа се иднината на Македонија и многу сум среќен заради тоа. Исто така да не заборавам, директор на фотографија е Кристијан Караџовски, кој има само 28 години. И ова е негова дебитанска работа. И тоа за мене е огромна среќа, затоа што идејата е да даваме шанси, можности на младите, затоа што нашата идеја, особено преку платформата Кинемо е, ова да стане, така се каже, индустрија, во кој тие ќе можат себе си да се реализираат како уметници, но и да можат да живеат од сопствениот труд. Знаете, во овој момент, например, ние создаваме серија или филм, таа серија или тој филм ја земат српски или други дистрибутери, го продават тој на Македонија и на македонци не останува ништо. Или се пиратира, или оди на некој YouTube, го зема некој Google и од авторите не останува ништо. Тоа и тие не можат да живеат од сопствениот труд, што е штета, нели? Да. И затоа, нели, ние идејата, нели, за Кинемо е тие да имат платформа, место, студио, каде што ќе можат да произведуваат, но и да живеат, како се вика, од честен труд, честно да живеат. За глумците и нивните улоги останува да видиме. Не ме слушнав, извинете? Волам за улогите, како што ќе гледаме емисијата, така ќе дознаваме за улогите. Иначе може би време ќе немаме. Да. Има многу карактери во серијата, има многу приказни, тоа се 3-4 приказни кои се случуваат, кои се движат паралелно една со друга. Ние во неколку епизоди раскажуваме и за настани кои се случиле во минатото. Или затоа што еден дел од серијата се бави со поблиското минато, но еден дел се бави и со подалечното минато. Ќе можат, нели, гледачите да видат, нели, ние ја отвараме, нели, приказната околу семиотиката, околу идејата за тоа, нели,
која е Македонија, кои се македонците, дали гробот на Александар Македонски е тука, нели, или некаде на друго место. Ги отвараме ние сите теми, сите тие приказни, се со една цел, нели, да научиме за себе си, за сегашноста, но и да му нели, кажеме за минатото, онака како што ние го доживуваме. Так. Господине Бојаджи, со колкави средства располагавте за да го реализирате овој проект Бистра вода? Колкава беше целокупната екипа, не само глумците, која учествуваше во реализирањето на оваа филмска серија, и што беше тоа што ги мотивираше, бидејќи очигледно од она сега што говорите, значи станува збор за голема екипа, е тоа дека не беа финансиите што ги мотивираше, и колку сте задоволни од сите нив. Исто така, има ли нешто кое никогаш нема да го заборавите, а се случи, или ако има повеќе случаи, се случуваше при снимањето на овој филм, и дали преку оваа филмска серија ќе ги добиеме одговорите на често поставуваните прашања, дали некојаш вистински ќе се смени нешто во Македонија, дали ќе се подобри системот, а воедно и животот на луѓето, и дали ќе се испочитува правото на еднаквост? Видите, како секам, јас често пати кажувам, уметноста и уметниците не можат да го направат светот подобар, но можат да раскажат за тоа како изгледа подобриот свет. А секој од нас треба да го препознае тоа и да тргне кон подобриот свет. Нашиот дел од одговорноста ние ќе го направиме, ќе покажеме како изгледа подобриот свет. И што значи да веруваш во подобриот свет. Знаете, многу во кажавте, ме прашавте, нели, со колкав буџет, нели, на кој начин го правиме ние се тоа. Јас ќе ви кажам само еден пример, нели, за околу финансиите. Например, во Македонија играни филмови од 100 минути добиваат буџети од 1 милион евра. Тоа е некаде околу 1.700.000 австралиски долари, нели, за да знаат, нели, гледачите, за 100 минутен филм. И тоа се пари кои ги добиваат децата на комунизмот, на црвената буржуазија, на луѓето кои управуваат, нели, со Македонија, за жал, се уште ден денешен. Ние на серија од 18 епизоди, тоа се околу 15 играни филмови горе-долу, од 100 минути, снимивме за 20% од буџетот кој вообичаено децата на комунистите ги добиваат за филм од 100 минути. Ете, толкава е разликата, но видете, да ви кажем на работа. Кога почнавме да ја работиме серијата, навистина бевме малку и уплашени и загрижени како финансиски ќе го затвориме сето тоа. Но морам да бидам искрен. Значи, од првиот ден се створија, не знам од каде, добри луѓе кои го препознаа проектот и многу македонски компании кои финансира огромен дел од серијата. Многу македонски компании. Ќе ги видите вие внатре во серијата. И така ќе препознаете кои се тие компании кои сватиле дека треба да бидат одговорни и кои нас и нашата серија ја виделе и можност за, нели, за собствена промоција. Затоа што тоа е добро, бизнисот треба да наоѓа, нели, начин како, нели, да стаса до потрошувачите. И верувајте ми, јас стално кажувам, на почетокот секој што тргнува да прави нешто македонско е тешко. Но како го прави тоа и како е упорен на волшебен начин, еве, не знам, со помош на раката на Бог, ако сакате, нештата се редат самите од себе си, сите тешкоти можат да се преминат, нема ситуации кои се неразрешливи, затоа што ако нешто правите со љубов, тогаш, верувајте ми, нешто ќе се подредат и ќе се најдат начини како, нели, да се решават и најголемите проблеми. Така да, еве, тоа е оно што можам да кажам, нели, врска со тоа како е правена серијата, но да не забораваме за серијата Стој Алфа телевизија, практично, нели, која е, да кажеме, нели, во моментот мајката на сите добри проекти. И знаете, кога зад вас сепак стои национална телевизија, или како што е Алфа, тоа е
тоа е подрачје на сигурност, луѓето нели ти веруваат дека ти тоа што го правиш е честно, добро, посветено и така натаму и така натаму. И ние да бидеме наискрени, или ако не беше поддршката на Алфа телевизија, ние не можевме да го направиме. Така да нели како се вика, тоа мора нели да се знае, мора да се каже, и затоа премиерно сите епизоди прво ќе дадат на Алфа телевизија, а потоа и на платформата Кинемоја. А заборавивте или пропуштите да кажете нешто што ќе го понесете секогаш со вас при снимањето, што се случи. Знаете што? Значи, Не секојдневна случка. Имаше многу настани, многу случаи, многу работи се случија, затоа што ние работевме практично по 14, 15, 16 часови на ден. И ние одбравме да работиме во сред лето, затоа што денот е долг, нели, во Македонија во лето. Ноќта е кратка, денот е долг, имате повеќе нели време да може да работите. Јас не можам сега да одделам една случка, иако ни се случија, како се вика, многу работи, затоа што, верувајте ми, многу луѓе застана зад нас. Или може би некој добар гест од актерите? Па, Многу ги има, да. Па, толку многу работи се случи. Се како да ви кажам, јас сум прво се уште сум благодарен на сите што влегува во работа со љубов, со желба да го прават тоа, и таа добра желба, таа љубов, таа посветеност кон ова што го правевме, се препознава, гледачите ќе го препознаат за една секунда тука, да немате дилеми во однос. Така. Господине Бојаджи, покрај тоа што спомнавте претходно, дали имате добиено барем некаква финансиска помош од субвенциите на владата, пред се од Министерството за култура, или пак таа субвенција ја заменија преку давањата на државни простории, вклучувајќи ги улиците и тротоарите за снимањето на Бистра вода? Се видите како да ви кажам, ние немаме никакви илузии, ние кои паркосиме, нели, ние кои сме од другата страна, нели, од оваа власт, немаме никакви илузии дека можеме да сметаме на била каква државна подршка. Еве, јас лично, во последните 6 години од кога, нели, имаме оваа власт, сум аплицирал на преку 20 различни фондови од областа на уметност и културата, и до сега немам добиено ниту еден денар државна подршка. Ниту јас, ниту моите најблиски соработници. Она што е куриозитет и може најинтересно, јас како даночен обврзник во последните 3,5 години имам платено преку 5 милиони евра во буџетот на државата. И тоа во буџетот на аудиовизуелните индустрии. Тоа се даноци кои јас ги имам платено повеќе отколку сите деца на комунистите кои добиваат проекти во изминатите 30 години заедно. А назад... Рековте милиони? Рековте милиони? Да не грешка направивте? Не сум направил грешка, може би се и повеќе од 5 милиони, затоа што ако тука ги сметаме плати, придонеси, такси и така натаму, бидејќи јас сум даночен обврзник како директор на Алфа телевизија, нели? Јас сум CEO на телевизијата, јас сум даночен обврзник, со име и со презиме, нели? И ова да му го раскажам на некој мој колега во Австралија, нема да верува, ќе мисли дека ова е научна фантастика, дека ова е невозможно. И сега, во Македонија е возможно. Јас ова го кажувам за да можат нашите во Австралија да разберат со што се соочуваме ние тука. Но и покрај тоа, не ни паднало на крај памет да се поколебаме, да се откажеме, да не создаваме, да не твориме, затоа што видите, на крајот ќе останат само делата. Никој нема да ги памети тие случајни луѓе кој бил премиер денес или кој бил пред 5 години. Никој нема да ги памети. Ќе ги заборави историјата за една ноќ. Ќе се сеќават само на нивните грди лица и на нивните грди зборови искажани за жал за најблиските и за сопствената татковина. За нас ќе останат само делата. Секој што мисли дека ќе го памтат по зборовите, тоа се лаги и ќе се вратиме пак на Гоце Делчев, нели? Го паметиме по делата. Затоа што да не се лажеме, ќе не паметат само по делата.
по добрите и по лошите. Така да, еве, секој нека му ја мисли, нели, што Так. и како ќе прави. Така. Колку е тешко да се ствараат вакви проекти или слични, кога оваа влада ги има избришено и не ги субвенционира творците и уметниците, со исклучок на еден мал број нивни послушници или оние блиски на владата и деца на функционерите од оваа ненародна власт. Како се осеќате вие, но и другите уметници, кога оваа власт ве третира како да не сте дел од ова општество? Па гледайте, исклучително е тешко. Јас бев свесен за се, затоа што, за разлика од моите колеги актери, ќе ги видите тие имиња, најголемите имиња, од Владо Јовановски па натаму, од Мето Јовановски па натаму, од Мони Дамевски па натаму. Замислете, пред 6 години, кога се случи, нели, ова зло во Македонија, тие луѓе беа шиканирани и ставени на така наречените црни списоци. Вие да не му дозволите на актер 4-5 години да игра, тоа значи дека му го уништувате животот. Знаете, кога вие на уметникот нема да му дадете да твори, да создава, кога тој не создава, не е творец, тој нема живот. Значи, вие, уништувајќи го неговото творештво, го уништувате неговиот живот. И тоа е така. И тие луѓе, црвената буржуазија, северџаните, комуњарите, не се свесни за злото кое го прават. Затоа што кога вие тргнувате на своите најблиски, затоа што знаете што колеги им го прават ова на колеги. Значи не доаѓа некој од месечината да го прави ова, нели? Туку најблиските колеги со кои до вчера, нели, делеле едно парче леп, сега им го прават на собствените колеги. И тоа не се случува никош. Јас кажам еден пример за да сега да знаат и, нели, вашите гледачи. Ристо Шишков во комунизмот заради патриотизам, заради тоа што си ја сакал Македонија, бил осуден на 16-месечен затвор. Тој е најголемиот македонски актер во историјата на актерството. Излегува од затвор, тоа ве зборам јас со 80-тите години во времето на комунизмот, и еден месец после тоа веднаш игра во представата Јулиј Цезар по текст на Шекспир во режија на Љубиша Ѓоргиевски. Еден месец после тоа, од кога ќе заврши таа представа, игра во представата Кенгурски скок од Живко Чинго во режија на Бранко Ставрев и ја прават на огромна турнеја во Австралија, затоа што и Кенгурски скок е посветен на Австралија. Значи, комунистите во времето на комунизмот имале повеќе чувство од овие од децата на комунистите кои сега се на власт. Затоа што вакво зло не се случило никогаш, разбирате ли? Значи тие практично, јас да не зборам за себе си, нели? Се обидам да зборам за колегите, вие 5-6 години творци да држите надвор од творешто, вие им го уништувате животот на тие луѓе. Правите огромно зло. И такво зло не направиле дури не комунистите во комунизмот, јас ви кажам. Значи, за жал, децата и внуците на комунистите, кои сега управуваат со Македонија, да не се лажеме, управуваат со помош на нивните тајни служби. Знаете што? Она што е најголемо зло во моментот, мои колеги уметници, режисери, одат по странски амбасади и ме кодошат мене и моите колеги дека сме русофили, дека сме биле против Америка, против Британија, против Франција. Разбирате ли што прават? Значи, тоа се луѓе, нели, кои немаат почит кон една од 10 Божји заповеди, нели, дека не треба да сведочиш лажно против ближниот свој. Значи, тоа се луѓе за да ги задржат своите привилегии подготвени, замислете, на што? Лажно да сведочат против своите најблиски. И сега јас ви го кажам ова, нели, за да имате една представа, нели, што се случува во овој момент во Македонија, нели, колку, нели, е комплицирано и во какво зло живееме, а ние не се откажуваме да правиме дела, да работиме, да твориме, да создаваме и немаме намера да како се да подклекнеме, да им попуштиме, уште повеќе што крајот им се ближи, сосема јасно дека кај дај ќе се заминат и се надам никош повеќе нема да им ги видиме лицата, а се надам јас ни тилот.
Така, господине Бојаджи, какви се вашите очекувања од страна на публиката и што да очекува публиката од Бистра вода? Но пред се, кои и какви бенефиции очекувате од создавањето на вакви дела од македонско производство? Па, нашата идеја е нели, да поттикнеме на создавање на дела и на творештво, дури и во најтешките моменти. Нели? Затоа што нема друг начин. Се, како се ка, мене ми е навистина глупо да ви објаснувам на вас кои се кренали од Македонија и сте отишле некаде никаде, нели, во една непозната земја и сте создаделе нешто од ништо. Нели? И дека тоа сигурно не било лесно и едноставно. Зошто да биде лесно и едноставно тука? Па без работа и без труд нема ништо и никаде. Нели? Ние мора да се соочиме со фактот дека мора да се работи. Мора да бидеш посветен, да бидеш трудолюбив, да го сакаш тоа што го работиш, нели? И резултатите од тоа ќе си дојдат, тука нема дилеми, нели? Затоа што кога нешто е добро, знаете, не можете вие доброто да го сокриете. Нели? Вие злото може да го криете, но доброто не може да го сокриете. Доброто ќе си најде начин како да излезе на површина. И кокичето, нели, цела зима, нели, го нема, но ќе се а сигурно под снегот ќе се крене ќе израсте, вие не може убавината да ја криете, нели? Тоа што не може да ја игнорирате убавината. Како да ви кажам, нели? Човек ќе помине покрај цвет, ќе замирише убава, ќе се сврти, ќе го види. Не можете. Така да кога создавате уметност, убавина, нели? Не, таа не може се сокрие, таа ќе си го најде патот, нели, до оној кој сака, нели, да ја сподели таа убавина. Тој кој не сака, нека се врви по патот, не ни треба. Така. Вие од Алфа на многу наврати побаравте да емитувате филмската серија Црвениот поет, која го прикажува животот на македонскиот поет и револуционер Кочо Рацин, и тоа во периодот кога Македонија била под чизмата на бугарскиот фашистички окупатор. И српски. Министерството за култура се уште ја крие во фиока и не дозволува да се емитува оваа филмска серија. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Министерката за култура дека тоа не било под надлежност на Министерството за култура, туку под надлежност на Агенцијата за филм, а која агенција пак е под надлежност на владата? Која е причината? Зошто не се дозволува емитување на оваа серија која е снимена со народни пари од државниот буџет? Дали имате сознание дека некоја друга национална телевизија побарала да емитува оваа серија и ако не побарале, дали знаете зошто? Дали сте се обратиле, простите, многу прашања имам, да не ве прекинувам после тоа. Дали сте се обратиле и до продуцентот на оваа серија, господинот Владимир Анастасов, и каков одговор добивте од него? Пред да се изјасните за сите овие прашања кои што ви ги поставив, дозволете само да ги подсетиме нашите слушатели и гледачи, но и да ве подсетиме вас на изјавата на Министерската за култура. Морам да ви кажам дека за ова немам информација зашто уште не се емитува, меѓутоа би ми било драго да се информирам и да ви доставам и вас информацијата, бидејќи ова финансирање оди преку Агенција за филм. Јас, ако добро се сеќавам, испративме и одговор до вашата редакција за како е статусот на оваа серија. Одговор испративме. И тоа е, повторно ќе кажам, надлежност на Агенција и филм, тој одговор беше пратен, ве упатила кон Агенција за филм и раководното лице на Агенција за филм. Ми да те лажам. Поведете. Знаете, бла. Како да ви кажам се, ние си имаме работа со човек кој не сака да си ја врши својата работа за која е платен. Сега тука натаму, гледайте, навистина, треба со хумор да зборуваме за луѓе кои се смешни. Воопшто, секој обид сега, како се викам, ова господја, кој патем случајно министер за култура на една држава, да ја коментираме, ќе отидеме кон абсурди, нели, и ќе немаме одговор на прашањето. Министерот за култура не знае што работи, директорот за филм на агенцијата за филм кој е дел од системот на култура од Министерството за култура. Навистина, како се кажа. Јас не знам
не ми е јасно што бара таа тама, ако не знае што работи агенцијата за филм. Нека си отиде дома. Но, гледайте, како се викам, ова е ситуацијата во Македонија. Тие ниту нешто работат, ниту нешто прават, и оно што е уште пострашно во момент, воопшто не име гај. Знаете, ви имате председател на влада кој 6 месеци зборува дека изградил во Македонија 1300 километри патишта. Македонија е 200 километри. Тој зборува секој ден дека изградил 1300 километри патишта. И тој и малите деца знаат дека не лага со опашка, дека тоа е невозможно. И тој си продолжува, како да ја кажам, не се срами од тоа. Знаете, во овој момент во Македонија ние имаме власт која нема ниту срам, ниту страв. Тоа е така. Но мислам дека им се гледа крајот, така да воопшто не сакам да губам енергија и време на нив, затоа што тоа се луѓе кои веќе ги нема, заминати се, само никој не им кажал. Нели? Но кај ќе дојдат, ќе им кажат, ќе ги фатат, нели, за ракав и ќе ги извадат, нели, таму кај и тука ќе заврши се. Верувајте ми, 3 дена после од кога господјата нема да биде министер, никој нема се сеќава на незиното име. Ви гарантирам. Од кога ќе паднат, 3 дена после тоа направете анкета, прашајте кој беше до пред 3 дена министер за култура, ако некој знае да каже, тука ќе си откине главата. Нема да знаат, немаат појма, така да. Тоа се така, луѓе собрани од улица да бидат министри и така натаму, така да не вреди да се зборува. Законите зашто не дозволуваат? Па гледайте сега зашто не дозволуваат. Знаете ли што е најстрашно во целата оваа работа? Јас сум убеден дека министерката забранува нешто што него ни гледала. Ако вие мислите дека тие луѓе имат капацитет да седат и да изгледат 7-8 епизоди од по 40 минути, то се лажете. Тие воопшто не знаат за што зборуваат. И сега, знаете, кога не знаете, се плашите. Така ли? Ако таа седне и го изгледа серијата, ќе се соочи со реалноста. Но има сега една стигма, една приказна, нели, која кружи околу нив, нели, дека тоа е серија која зборува за тоа дека Кочо Рацин нешто многу не ги сакал бугарите. А сега не е многу модерно, нели, да не се сакат бугарите. И инаку, кој е Кочо Рацин? Сите знаеме кој е Кочо Рацин. Нели, горе-долу, нели, тоа е човек кој дело таа идеја на Гоце Делчев. Јас сега ќе ви кажам еден пример, нели, за да знаат, нели, гледачите. Во 1939 година напишана стихозбирката Бели мугри. Тоа е практично една меѓу двете светски војни во Вардарска Македонија која била под српска окупација, така ли? Стихозбирка во која е напишана на современ македонски јазик, на литературен јазик. Напишана 1939 година. Објавена 1940 година во Самобор, во Хрватска, на македонски јазик. И сега, нели, а владата дискутира и преговара, има комисија со Бугарија за тоа дека ние имаме литературен јазик од 45 година. А Кочо Рацин пишувал и објавувал на литературен јазик 1939 година. Се разбирате ли за што станува збор, кој е проблемот во нивните глави? Нели? Но, како да ви кажам, јас претпоставам дека е многу страшно човек да биде во нивните тела, затоа што тоа е сигурно непријатна ситуација. Јас мислам дека министерката за култура има високо образование и ова што сега јас го зборувам, го учела ни системот на образование и знае кој е Кочо Рацин, уште повеќе што е наставник, што е универзитетски наставник на педагошки факултет во Битола. Знаете, пострашно е што таа господја образува други луѓе. Нели? Не е проблем таа самата по себе си, нели? Проблем е што, нели, таа е универзитетски наставник кој образува други луѓе. Да. И тоа е, нели, нашиот проблем. Инаку, пак ќе кажам, јас мислам дека ние направивме се што можеме како Алфа телевизија да име серијата. Иако никој освен нас не ја барал серијата, продуцентот Владимир Анастасов ја понудил на МРТ, на МТВ, тие ја одбиле и никој повеќе освен нас не ја барал. И она што е најчудно во целата приказка, согласно договорите кои ги подпишале Агенцијата за филм и продуцентот, уште пред 3 години Агенцијата за филм требало да ги одземе правата на продуцентот.
Согласно закон, согласно договорот, ние побаравме документација и таа документација добивме, постојат нотарски договори, заверени на нотар, ова не е играчка, така, во кој актуелниот директор на Агенцијата за филм требал да ги превземе правата. Тој тоа не го направил. Ние се обративме до него да ни ги отстапи правата на нас, бидејќи согласно договорот имаме право да емитуваме серијата, тој повторно не упати на продуцентот. И сега, не знаете ли, тоа маткање од ова на она врата. Да, значи тоа е волшебен круг на македонската држава, во кој нели ако некој сака нели нешто да не прави, тогаш нели ќе најде нели ќе смисли многу креативни и уметнички начини како да не го направи. Но пак ќе ви кажам, вистината е шило, ќе излезе на виделина, убавото никој не може да го сокрие, нема да може да го сокрие. Кај да ќе си заминат, ќе го покажеме тоа, ќе го видат македонците, ќе се соочат со Рацин, не знам, знаете ли како завршува Рацин на крајот, нели? Го убиваат тие. Значи повторно го убиваат. На лопушник, да. На лопушник го убиваат комунистите. Инаку, знаете дека тие не сакале да го примат во партизани. Човекот кој практично го има предизвикано партизанското движење во Македонија. Јас не знам дали знаат гледачите, Бели мугри е отпечатена во 500 примероци. Стихо збирката во 1940 година, 39-40 година. И Кочо Рацин во тоа време зборувам, бил, како да ви кажам, толку популарен што луѓе сакале да се допрат до него да видат кој е тој Кочо Рацин, кој ги напишал нели на најдобрите елегични песни на сите времиња, нели на македонски јазик, по 39-та година ги објавил, нели да не се повторува. И Кочо Рацин е човек кој не можел повеќе да издржи. 1944 година со последните пари оди на Бит пазар во Скопје, си купува на црно револвер и оди во партизани. Разбирате ли за каков човек станува збор? Кој не чекал да му дадат пушка, отишол и си ја купил за да се бори против фашистите. Сега, нели, проблемот е што најверојатно ние повторно сме соочени со фашизам, па му се плашат на Кочо Рацин и од името. Ете тоа е приказното. Господине Бојаджи, дали на платформата Кинемое покрај оваа серија набрзо ќе се најдат и други серии и филмови и со какви теми претежно ќе бидат и дали некогаш можеби ќе се предомислите на оваа платформа освен да прикажувате само дела од македонската филмска индустрија, ќе има и дела од странски комшиски продукции, но и каде и кој ќе може да ги гледа. Поточно дали платформата Кинемое ќе биде слободна за гледање? Значи, платформата ќе биде слободна за гледање низ цел свет и многу едноставно ќе може да се пристапи до неја www.kinemoe.mk и на .com, како сакат, нема да погрешат, но нашата определба е да не имитуваме ништо туѓо. Значи, да имитуваме исклучиво, единствено и само македонска филмска, телевизиска продукција, шоуа, документарна програма, ток-шоуа, подкаст, еве како што е вашиот, нели, да бидеме еден слободен простор кој не може да го контролира други да не ограничуваат, нели? Тоа ќе се биде апсолутно најслободниот простор каде што нели ќе може нели да ги покажеме сопствените дела, без да бидеме цензурирани, контролирани од било кого, посебно нели не од држава и на крајот на краишта идејата нели да не бидеме 100% финансиски зависни од нив. Знаете, кога вие сте 100% финансиски зависен од некого, тој некого те контролира, нели? Тоа е природно. И нашата идеја е да бидеме независни, да го создаваме она што е наш внатрешен порив на нас како уметници, но и како луѓе кои се одговорни пред себе си и пред сопствениот народ, нели? Затоа што знаете, ние не мечтаеме за Холивуд, нели, нашите идеи, нели, не се како се да им кажеме нели на американците и на германците како треба да живеат, си знаат тие како треба да живеат, нели? Има тие собствени уметници и режисери, и композитори, фала на Бога, се си имат тие, нели?
идејата ни ние да создаваме од себе за себе си. И во тој смисол платформата Кине моја ќе биде исклучително достапна за сите, но и на почетокот ќе биде многу популарна во однос на цената за гледање. Практично за 199 денари, тоа е некаде околу 3 американски долари, ќе може цел месец да ги гледат сите производи на платформата. И она е ексклузивно за вас, еве за сите. Првата епизода на Бистра вода во така наречен Extended Cut ќе можат на гледачите во цел свет да ја гледат бесплатно на Кине моја. Значи, од утре од 21:30, еве ексклузивно за вас, сите кои ќе пристапат по македонско време во 21:30, сите кои ќе пристапат на платформата Кине моја ќе можат бесплатно да ја гледат првата епизода од Бистра вода. Сите македонци на секаде по светот. На скалата оди линкот од Кине моја, можат луѓето да го забележат, да се запишат. Да, Кине моја праш ќе биде лансиран утре, заедно со премиерата на Бистра вода, и сите кои утре, некаде после 20 часот, ќе може да пристапат, од 21:30 веќе ќе можат бесплатно да ја гледат првата епизода на Бистра вода. Таа има македонски и англиски сабтајтл, ќе биде преведен на македонски и на англиски јазик, така да ќе можете помладите генерации македонци на секаде по светот, нели, кои може нели не го владае добро македонскиот јазик, нели сепак нели да имат потполно уживање во серијата. Ќе се потрудиме сите други исто така македонски филмови кои ги имаме да бидат исто така со сабтајтл, нели, на англиски јазик, да можат нели да се гледат на секаде и да бидат доживеани. Така да еве тоа е во однос на Кине моја, а од другата недела, значи од 12 март практично на Кине моја, сите кои ќе се претплатат од 12 март, нели кажам 199 денари плата месечно, 7 месец, ќе можат да ја гледат првиот дел од првата сезона. Значи гледачите на Алфа ќе може да видат втората епизода, а гледачите на Кине моја ќе може да ја гледат првиот дел од првата сезона, ќе може да гледат првите 5 епизоди. Практично тие кои ќе видат на Кине моја ќе видат 3 недели, 3 седмици пред гледачите на Алфа телевизија. Да, после 5 недели ќе ги добијат и другите 5 епизоди и така се до Господине Бојаджи, да. Ако имате да кажете нешто. Да, јас сакам само тоа да кажам дека ние не застануваме тука. Така. И ние сме во предпродукција на ситком кој се вика Куќата на Господ. Тој ќе биде сатиричен, комичен ситком во кој повторно ќе може да гледат најдобрите македонски актери и кој ќе биде хумор, ќе изобилува со хумор и сатира, секако, нели, инспирирана од современо од секојдневието во Македонија и насекаде околу светот. И исто така ситкомот Куќата на Господ најверојатно ќе оди на една национална телевизија, но и на платформата Кине моја. Имаме уште 2-3 прашања, ако немате ништо против. На располагање имаме 5-6-7-8 минути. Во изминативе неколку недели Алфа телевизија беше се почесто на удар на финансиската полиција. Како сте одработите и како се справувате со предизвикот? Гледайте, јас сум 4-та година CEO на Алфа телевизија и таа одговорност, како се викам, навистина понекогаш и ме плаши, нели, затоа што кога сте на удар на една номенклатура, на една сила на држава, и тоа држава во која нема владење на правото, нели? Мене никогаш не ми било страф од правдата, не ми било страф од неправдата, нели? Практично американската амбасадорка дојде во Македонија пред 3 месеци и кажа дека Македонија е потоната во корупција и дека во Македонија е урнисан правниот систем. И сега вие да бидете на чело на една телевизија која тие, Али Ахмети, кажа дека ние сме биле непријатели. Оно што мене ме плаши е што тие нас не доживуваат како да ви кажам, како неистомисленици, како несоидејници. Тие нас не доживуваат како непријатели. И тоа е страшно, не знам, нели, англискиот збор за непријатели е enemies.
кога вие најблиските луѓе во сопствената држава ги доживувате и кажувате дека ви се непријатели, што може да очекувате вие тоа? Од такви луѓе, нели? И како вие може да, нели, да живеете во едни такви околности? Веројатно многу тешко. Но ние не се плашиме. Јас не се плашам од нивните инспекции, судови, обвинителства, не знам, тајни служби, гајле ми е. Затоа што ниту јас, нити мојата екипа сме луѓе кои припаѓале некакви номенклатури, не биле дел од претходни влади, режими, како се вика, не сме се интересирале за тие работи и во тој смисол јас сум исклучително релаксиран. Значи, тие можат сите финансиски полиции на овој свет да ги пратат во Алфа, да ја разгледуваат сета документација, може да покренуваат против нас судски, обвинителски и други предмети. Ние во тоа не може да ги спречиме, така ли? И не се плашиме, затоа што нити нешто имаме да криеме, нити, нели, живееме во такви илузии, но оно што мене лично како човек ме плаши не е правдата, туку неправдата, нели? Како се вика, знаете, ние имаме 20 луѓе осудени за тероризам во затвор, така ли? И тоа се луѓе кои се неправедно осудени. И како се вика, и гледате, 5-6 година тие луѓе се по затвори. И сега да живееш во еден таков систем и да бидеш изложен секој ден удари, не е лесно, тоа го знаете, но јас не сакам, како се вика, да се жалам на тоа. Напротив, јас сум среќен што ми се паднало мене. Нели? Затоа што во тешки времиња некојаш треба, како се вика, да подметнете грб, нели така се вика? Да. И да покажете достојност, да покажете издржливост, нели? Помалку и храброст, нели? Ако сакате помалку и лудост, нели? Затоа што нема друг начин. Сега, нели, како се вика, еве јас не сакам, вие не сакате, тој не сака, јас не можам, тој не може, јас имам семејство, нели? Сите не сакаме и не можеме, сите имаме семејства, нели? Сите се плашиме. Човечки е да се плашиш. И јас се плашам, нели? Јас сум од крв и од месо, од мајка сум роден, нели? Но како да ви кажам, ние немаме намера да попуштиме, да отстапиме од својата професија, од определбите, од уредувачката политика, нели, од нашите намери да изборуваме вистината. Јас само ќе кажам еден пример, нели, за да, нели, вашите гледачи, нели, македонци широм светот, да може да ги разберат поедноставно нешто. После 4 години и толкав притисок, нели, од цела држава, така, и да не забораваме дека минатата година State Department-от на Соединетите Американски држави во годишниот извештај излезе, нели, со извештај кој каже дека Алфа телевизија е предмет на државен терор. Го пишува во извештај на State Department-от, нели, не сум го кажал јас. Но сакав да кажам, нели, тоа, дека и покрај, нели, тој притисок, нели, на кој ние сме изложени, ние до крај ќе издржиме на патот на вистината. Затоа што и покрај се тоа што ни се случува, и сите, нели, обвинителски и судски предмети кои ги имаме, Алфа телевизија се уште нема добија ниту една пресуда за искажана лага или невистина. Ние се уште немаме добиено представка дека со некаков наш прилог, со некој наше гостување, со некој наше истражување, со некој наша изјава сме кажале невистина. Значи, ако после 4 години толкав притисок имало, нели, нешто кое е невистинито, па до сега ќе сме биле Ќе мора да побрзаме малку. Так. Премиерот Ковачевски најави дека некаде во мај годинава во собранието ќе влезат уставните измени и е оптимист дека ќе успее да го смени уставот, иако против промената на уставот се изјаснија повеќе од 80% од македонците. Према вас, зошто и дали ќе успее Ковачевски да го направи спротивното од волјата на мнозинството македонски народ на дел од македонските граѓани? Гледайте, за разлика од премиерот Ковачевски, јас сум оптимист дека нема да успее. Така да,
Немам ништо против неговиот оптимизам, но повеќе си верувам на мојот оптимизам и како се На кажа, народот свој. па, знаете што, за разлика од него, јас си живеам со мојот народ. Јас секој ден сум си со мојот народ. Јас го слушам народот што зборува. Јас дишам со тој народ. Споделувам добро или лошо. Јас сум си дел од сопствениот народ. Се идентификувам со него, не се срамам, горд сум што припаѓам на тој народ и мојот оптимизам, за разлика од неговиот, се темели на реалниот живот кој јас го живеам, јас против неговиот живот во некакви илузии, најверојатно јас не разбирам кај живее и така натаму, така да воопшто ми е едноставно кажано неразбирлив неговиот оптимизам, а мојот ми е совршено разбирлив, се го разбирам, затоа што потекнам од народот. Так, каде и на кого ќе го посочите прстот што младите се почесто вадат карта во еден правец и ја напуштаат Македонија? Па во себе си, во сите нас. Знаете, не можеме да не споделиме сите кој повеќе, кој помалку, дел од одговорноста. Мораме да размислуваме така, мораме да бидеме одговорни, нели? Но во Македонија на вистина има многу причини зошто младите би заминале. И тие причини се создавани, се натрупувани во изминатите 30-40 години. Не е ова нешто, некаков инцидент, нели, кој го предизвикал тоа. И така да, но има и уште нешто што е уште пострашно, кое за мене лично како човек неразбирливо, родителите од мали нозе ги воспитуваат деца дека треба да заминат од тука. Знаете? Мене ми е неразбирливо, нели, зошто човек би живеел сам без најблиските, без собствените деца. Нели? Мене како човек тоа ми е неразбирливо, нели? Но како да ви кажам, сега има една друга работа за која мораме да бидеме свесни, а тоа е дека заминувањето на младите од Македонија не секогаш е билет во еден правец. Затоа што таква една тенденција имало и во Полска, во Чешка, во Хрватска, во Руманија, во Бугарија, нели кога се приближувале кон Европска унија и кога имале отворена можност да заминуваат. Но има и тенденција на враќање назад, нели, од некаде кон дома. Ако некој препознал во Германија, во Австралија, во Америка или во Швајцарија можности за подобро за себе си, а ако тие можности ние ги создадеме утре во Македонија, тој истиот човек ќе ги препознае како се кај себе си. На крајот на кришта, многу пати кажам, Македонија на сите нас не е татковина. Сите ние денеска можеме да отидеме некаде и кога сакаме да се вратиме, без некому да објаснуваме зошто, нели, како се кажа, дома сум си, кога сакам ќе си отидам некаде, кога сакам ќе се вратам. И мора да бидеме оптимисти, мора да веруваме дека ќе се променат работите во Македонија, дека ќе се создадат околности и услови за младите да не заминуваат и да не мистифицираме, знаеме како тоа се прави. Се прави со образование, можности за кариера, за напредок. Посебно, многу важно е, младите повеќе не заминуваат заради социјални причини. Заминуваат заради неправди, заминуваат заради тоа што немат идентификација со сопствената земја. Знаете, ако вие немате идентификација со името на државата во која живеете, па како ќе имате идентификација со нешто друго? Вие ако не сакате на својот брат да му го кажете името, нели, како ќе споделувате братски вредности со него? И тие луѓе кои ги создадоа овие илузии ќе настрадат од илузиите. Тоа јас немам дилема, затоа што, како да ви кажам, вие не може да правите зло на сопствениот народ секој ден, а на крајот, нели, да не завршите од зло. Тоа е невозможно. И сега, нели, како се кажа, дури ние еве тука да го посакуваме тоа зло, не можеме да им го направиме злото кој самите ќе си го направат. Тоа е така, си постои Бог, постои баланс во природата. Не може, како се вика, од ова страна на кантарот да покренете, а другата да не се подмрне. Тоа е невозможно. Нека моја мислат тие, да не им го береме греот, нели? Так.
Господине Бојаджи, ви благодариме за одвоеното време. Честитки до вас, до целиот ваш тим за реализирање на оваа прва македонска крими драма. Нека ви се множат делата и успесите и голем успех со платформата Кине Мое. Ви посакуваме плодна работа, многу нови инспирации и идеи. Посакуваме да си имате пријатен викенд, пријатно до слушање и довидување со некое ново ваше дело, нов филм овде на македонски корени, но и во Австралија. Ви благодарам од се срце, инаку сосема за крај да кажам, јас горе-долу, нели, како се вика, секој ден сум во контакти со многу луѓе од диаспората, многу се радувам на тоа, и во последните неколку месеци со неколку луѓе од Австралија и од Канада сме во интензивни разговори за тоа да направиме еден заеднички македонски проект. Австралија, Канада, Македонија, така да работиме на тоа, да сме здрави и живи, како се вика, еве, Кине Мое сега е опција. Јас се надам на поддршката на диаспората од се срце и убеден сум дека ќе направиме се и ќе го направиме тоа, еве, што ете така сега е на момент на идеја, на развој, но токму луѓе сме собрани, ќе го направиме да душманите да немат дилема. Така, од два пати повторување нема зиен. Ево, да повториме секоја чест за ова што го правите, не само вие, туку и вашите соработници, но и секоја чест за оние кои го поддржа овој проект. Се надеваме дека ќе продолжите со нови дела од македонско производство. Ви благодарам на сите, да сте живи и здрави, поздрав на сите наши, ви посакувам се најдобро. Пријатно довидување, остануваме во контакт.